Поздрав до гледачите на телевизија Ирис и отворено на тема. Темите се бескрајни. Во нашето забрзано движење во општеството теми имаме колку сакаме. И дилеми се разбира околу тоа што разговараме. А јас вчера најавив дека ќе направам еден сет на разговори со првите луѓе од факултетите од Универзитетот Гоце Делчев за состојбата во нивните факултети и за тоа што е тоа што им нудат на студентите идните, кои сега ќе доправа ќе станат членови на Универзитетот Гоце Делчев, но и на оние кои намераваат да ги дополнат своите знаења и да ја прекажеме општата слика на оваа високошколска установа која од година на година расте и дојде до респектабилни резултати, барем што се однесува до оној дел околу студирањето и знаењето на студентите, а еве го користам можноста и на првиот човек на Универзитетот Гоце Делчев, на ректорот Боев, да му честитам академска титула. Јас не се сеќавам во Штип да живеел академик. Беше академик генерал од Михаил Апостолски, ама тој не живееше во Штип, тогаш беше во Скопје. И ова е своевидна потврда на сите овие луѓе кои веќе долги години се обидуваат и го прават тоа што е нужно во секое општество. Повисоко образование поради конкуренција на граѓаните во сите делови од општеството. Нешто што е како тема последниве 5-6 години, можеби и повеќе, но последните 3 или 4 години е отприлика на врвот со седниците на владата, со дневно-политичките теми и така натаму. Здравството и последиците од состојбите во здравството. Овој пат нема да зборуваме, ќе зборуваме со министерот за тоа, но ќе зборуваме со деканот на медицинскиот факултет во Штип за предизвиците во наставата на медицина, но и сите останати општествени предизвици кои, како што реков, стануваат се по актуелни, ако не и акутни во еден свој дел. Румен Голабовски е мој гостин и ваш се разбира. Професоре, добро дојдете во моја емисија. Добро ве најдов, поздрав до гледачите на Ирис телевизија и честитки од моје име до академикот Боев. Навистина пресреќни сме што имаме прв академик од нашиот универзитет, од Штип и единствениот што помина во последниот конкурс на МАН. Така. Тој само тој помина како дописен член од Републикава. И тој секој за честитење. Да. Тој со целото свое искуство, со тоа што го работи веќе долги години, е мега препознатлив надвор, конечно почна да биде препознатлив и во круговите каде што заслужува. Професоре, кога се зборува за образованието во здравството, неминовно се наметнуваат 3 теми за кои би јас сакал да разговарам со вас, освен на личната карта на факултетот на чие прво место сте вие. Професоре, да почнеме прво со ова. Имате 2670 и некој студент, да не заборавиме. При формирањето на овој факултет во рамките на Универзитетот Гоце Делчев, јас самиот сум слушнал многу од скептиците, вие едноставно нема капацитет за тоа, нема да може да има медицински факултет, некакви мислења, ставови кои преовладуваа во тоа време. Еве, после толку години. Што вие како прв човек ќе кажете? Каде му е местото на факултетот за медицина? Благодарам прво за поканата. Јас тука сум веќе 9 години во Штип, се вратив од Германија. Она што тогаш го видов на почетокот, само што се оформи тој факултет во рамките на Универзитетот Гоце Делчев Штип, бев како професор на почетокот таму, видов еден голем ентузијазам и видов проблеми кои што мислев дека е невозможно да бидат надминати. Проблеми кои што се однесуваа прво со недостаток на инфраструктура, интересот го имаше за студирање на медицински науки, недостаток на кадар, немање своја болница каде што би се извршувале практичните вежби и мене ми беше јасно затоа што доаѓав од Германија, од медицински факултет, еден од најголемите во Германија, што е се потребно да се направи за да функционира како што треба нормално еден факултет. Мене просечното она време кое што тогаш мислев дека ќе треба да функционира како што е потребно тој факултет е околу 20 години. Меѓутоа јас видов дека за 5 години тој факултет веќе е на рамниште на многу европски факултети по медицински науки. Она што се направи
внатре е екипираност, инвестиција во инфраструктура, опремување на лаборатории за предклиничка настава, меѓутоа оне што се главните работи што ги направивме на некој начин соработка со приватни болници од Македонија и интернационализација на студиите преку соработка со други меѓународни факултети. Тоа е тоа што не разликува од другите, а она што најмногу не разликува е тоа што нашиот однос и нашите сваќања за медицинските науки се малтене европски. Го немаме тој класичен концепт што претходно обстојуваше во Македонија, туку имаме концепт на отвореност, на понудување на тоа што го имаме максимално на студентите да го дадиме, на обезбедување на предуслови за усовршување на студентите, буквално на сите, преку соработка во проекти, преку Еразмус проекти, преку студентски стипендии, преку студентски размени, така да можам да ви кажам дека во овој момент од нашиот факултет има најмалку околу 200 студенти кои што се отсутни, меѓутоа тие се некаде на пракса, на студиски престои, на школи, на размени. Сето тоа што го направивме, имавме огромна поддршка и од првиот ректор професорот Саша Митрев и од сегашниот ректор професорот академик Блажо Боев. Имаат визија тие дека еден универзитет без медицински факултет во себе е само еден просечен универзитет. Со медицински факултет е веќе нешто друго и препознатливо. Тоа што е направено нормално се само почетоци. Треба уште 3 пати повеќе да се направи за да се дојде до рамниште на кое што ќе можеме да бидеме рамо до рамо со некои од европските. Професор, да кажеме на оние кои имаат намера да студираат на овој универзитет и на овој факултет, што е тоа што медицинскиот факултет за медицински науки од Штип им го нуди како можност да научат нешто? Во моментов имаме 8 активни студиски програми, тоа имаме 3 академски, општа медицина, дентална медицина и фармација, и имаме уште 5 стручни 3-годишни студии кои што се медицински лаборанти, медицински сестри, забни техничари, физиотерапевти и акушерки. Вкупно оваа година можеме да запишеме околу 620 редовни и вонредни студенти на сите студиски програми, дополнително 20% има за националностите и 20% за странци. Она што покрај тоа го нудиме се и програми од втор магистерски и трет докторски циклус на студии, а од пред 4 години веќе имаме и медицински специализации. За сето ова кратко време тоа е нешто што навистина е незамисливо дека може да се оствари, а веќе се остварува. Так. Професоре, рековте имате странски студенти. Однак во јавноста што низ Македонија што се провлекува, кога разговар со не велат вака, па вие ги земавте, доаѓа студентите од Турција кои имаат слаби знаења, па остануваат поради ефтино студирање и така натаму. Вие низ алумни програмата ги следите вашите студенти како успеваат низ светот. Можете да го демонтирате во сваки? Да. Значи во секој случај скептицизам секогаш постои. Така, и потребен. Секогаш постои, тоа само мотивирачки делува на нас, меѓутоа гледате ние ниту се експонираме, си ја вршиме работата како што треба, а бројките понатаму и квалитетот и резултатите зборуваат сами за себе. Еве ќе ви кажам само неколку примери. Ние имавме 3 студенти од Германија, ние имаме 10 студенти од Грција, ние имаме 50 студенти од Бугарија, имаме 50 студенти од Србија, од Црна Гора, од Словенија, од Хрватска. Моментално имаме студенти кои што се на Еразмус од Италија, од Чешка република, од Шпанија. Значи, нашиот факултет е Обединети нации, а она што нашите студенти па го постигнуваат, можеме да го валоризираме преку нивните постигнувања надвор, чии постигнувања ги следиме и чии активности ги следиме активно. Значи, имаме студенти чии што дипломи се нострифицирани во Соединетите Американски држави, во Германија, во Швајцарија, во Шведска. Имаме турски студенти. Може би некои мислат дека тие дошле тука да се провлечат или од некои други намери, меѓутоа тие што сакаат стварно да студираат медицина остануваат до крај. Повеќе од 70% веќе ги нема нив, тие што мислеле дека на некој начин ќе се провлечат. А она што дополнително ме прави да бидам оптимист за квалитетот на образованието се
параметрите од државните испити што се спроведуваат со нашите дипломирани во фармацевската комора, во лекарската комора на Македонија, каде што главно се професорите од Скопје таму во комисиите, на сите досега испитни сесии последните 5 години најдобрите студенти со медицина од Гоце Делчев. Дополнително имаше закон за медицински студии, за да може студентот да запише трета година, имаше елиминационен државен испит само на медицина. Кој го полага оди во трета, кој не. Најдобрите студенти и максималниот број на поени ги освои студентот Стефан Коцев од Универзитетот Гоце Делчев од Скопје. Што е дополнително за вас признани. Оде морам еден куриозитет да кажам. Ние се расправаме оде во Македонија околу еволуционите процеси на знаењето на основците, па имаше барање и за проверка на докторските дисертации како научни достигнувања, знаењето на студентите. Знаете, она во коморите, во министерството, па се формираше една група како да се направи тоа реоценување. Знам дека вас се контактира. На крајот, кога слушнете дека 20 ваши студенти се во Кина, и во Кина потврдуваат она што го знаат, кој концепт преобладува? Дека основата на студирањето мора да биде заверено со печатот ваш и на вашите колеги и нема потреба некаква надворешна проверка на тоа, зашто кој кого би проверувал сега? Професор, доаѓаме во некои неможни ситуации. Така. Значи, она што го кажав, и вие го потенциравте, дека имаме огромен број на студенти кои што во моментов ни се наоѓаат во Кина, 23 стипендирани од кинеската влада. Тие мора да имаат претходни параметри за квалитетот на тие студенти. Не може од никаде, нигде да им пратиме ние студенти да им кажеме тие се најдобрите. Значи тие си имаат самите евалуциони процеси кои што го следат претходното знаење стекнато и на некој начин параметри кои што ќе го квалификуваат тој студент да биде таму или не. Затоа што тој добива плата таму, тој добива престој, тој добива знаење. Нормално, интенцијата е на Кина сега да влезе во Европа, меѓутоа голем дел европјани веќе работат во Кина. И тоа во едно вакво општество е неминовност. Значи размена ќе има и понатаму, а особено во медицината, размената на искуствата е неопходен сегмент за развојот на еден лекар понатаму. Она што го кажавте во првиот дел за проверката на знаењата, кај студентите тоа веќе се врши во Германија, во Швајцарија, во Шведска, во Англија и тоа е неминовен дел од процесот. Кај нас пред 2 години се воведе тој модел, оваа година законот се укина, имаше голем број недостатоци. Се уште не беше направен како што треба, меѓутоа јас сум за тоа дека такво едно тестирање е потребно посебно за овие одговорни професии како што е медицината. За да знаеме нешто како државен испит. Државен испит, тоа се беше класичен државен испит во кој што имаше прашања од сите предклинички предмети, 50% успешност на тоа значеше одење во трета година. Кај нас беше се уште во фаза на пилот проект, иако се спроведе веќе 2 години, меѓутоа во Германија неполагањето на тој физикум се вика, значи дека вие не продолжувате на медицина. Не сте квалификувани да одите на клинички оддел и продолжувате на биологија или на некои други природни науки, меѓутоа не на медицина. Она што исто таму го има. Професор, само еден момент, многу интересна тема за многу интересна. Кој треба да го направи тоа? Дали универзитетот, тоест факултетот во кој што сте вие декан, собствената комисија која ќе го верификува тоа знаење од 2 години и ќе му даде преодна оценка за она што вие го велите, или треба некоја екстерна ситуација, министерството да го прави, па да доведеме во ситуација да се проверува нешто што за кратко време неможно е да се провери? Како тука е најголемиот проблем, затоа што фелата е тука. Тие се факултетите, 2-3 факултети, образовните работници сме ние и професорите од Скопје, професорите од Тетово, и треба да има синхронизација помеѓу сите тие наставни центри и образовни работници, за да студиските програми бидат доведени до некое слично ниво, не мора идентично, тоа се регулирани професии. Што значи тоа? Хемија, тоа што се учи во Штип, треба да се учи и во Скопје, треба да се учи и во Тетово. Тоа значи дека тие се професорите што можат да ги дадат прашањата од таа област и можат од Министерството го организираше, односно Лекарската комора го организираше тој испит, тие можат и независни експерти да се викнат. И тие направија една
комбинација од професори од универзитетите заедно со експерти од болниците, од другите факултети кои што ги направија прашањата, нормално мораат да знаат каков е концептот, што све тие студенти учеле. Она што вие го прашувате, знаам што значи. Дали мене преку тие студенти треба некој мене да ме оценува. Значи, тоа кога сум ја дал јас оценката 6, тоа значи дека тој минималните прагови ги поминал студент и јас немам сомнение дека тој студент тоа што требал да го научи од областа хемија ќе го научи. Тоа е на некој начин дискутабилно, меѓутоа знаеме во нашето општество е мало, секој го знае, секогаш некој се провлекува на некој друг начин. Така на овој начин беше најверојатно еден тест да се зголемат критериумите при оценувањето, што ја не мислам дека се ниски за медицинските науки, и да се направи на некој начин притисок да има што помалку дипломирани, а иронијата е од друга страна. Сега има што помалку лекари во Македонија. Овде започнете вие сами таа тема. Вака, професоре, се лепиме, разговараме, дискутираме, дебатираме над извештаите на Европските комисии, на Светската лекарска асоциација и така натаму. Сите сакаме да ги читаме како екстерно оценување на состојбите во нашето општество. Сега, јас би оваа тема ја поставил вака. Се некаде до 2007-2008, па и до 9, ако не и до 10 година, ние можеме да аплицираме за разни програми кои одеа од фондовите на Европа и кои се квалификуваа како дополнително устручнување на нашите лекари, бидејќи тие процениле дека нивното знаење не е комплементарно со Европската Унија, така? Сега, сето тоа се промени и одеднаш нашиве лекари стануваат подобни за нив, им даваат по 2, 3, 5.000 евро плата, ние немаме лекар. Што се смени? Толку напред на нашиве студенти, паметни деца, или тие ја сменија политиката? Политиката е иста. Она што се смени е со воведување на Болонјската декларација и Болонјската апликација во нашиот образовен систем е сличност и на некој начин синхронизираност помеѓу студиските програми и практичната и теоретската настава секаде во Европската Унија со Македонија. Тоа значи дека ние нашите студиски програми и предмети ги имаме синхронизирано со тие во Германија, Шведска, Данска и истите програми се учат малтене. Тоа е регулирана професија. Меѓутоа, она што е дополнително во тој период сменета е достапноста до информации и можноста за интернационална размена на нашите студенти. Вие памтите пред 2005 година, ние до 2009 се уште имавме визи, каде што игравме ора пред амбасадите за да добиеме виза. Откако се отворија границите, се отворија можностите од предпристапните фондови да се користат од Европската Унија, кои што овозможија доделување на стипендии за семестрални и годишни престои преку разни програми, Марија Кири, Еразмус, да не ви кажувам уште колку, огромен број на фондации дојдоа тука кои што стипендираа и веќе нашите студенти кои што дотогаш не можеа да излезат од Македонија и за кои што единствениот факултет што тогаш го имавме таму видено и тие професори беа совршенство, сега веднаш можеа да појдат и да споредат и да видат дека има нешто друго, има нешто различно, да го пренесат тоа тука. На некој начин се измеша Европа во Македонија и Македонија во Европа и сето тоа придонесе за зголемување на квалитетот. Како професор кој ги едуцира идните наши лекари, но и ги воспитува, бидејќи медицината е посебен начин на размислување, како и секоја стручност. Но овде се работи за нешто што допира најосетливите точки на едно човечко битие. Тоа го боли, му е убаво или не. Ние во нашиот народ имаме изрека само здравје, па за другото ќе се погрижиме. Сега, професоре, во Македонија има 4 скаут организации. Тоа може би и ние новинарите сме криви што не го представуваме во јавност. Органите кои се задолжени за тоа нека си ги проверуваат, не е наше. Наше е само да ги представиме до јавноста, кои буквално на степениците од институциите, здравствените образовни здравствени институции ги чекаат нашите лекари, медицински сестри, акушерки и подпишуваат пред договори со нив, водејќи ги најчесто во геронтолошки центри во Швајцарија, во Австрија и во Северна Баварија. Така? Да. Што мислите вие за оваа појава?
Бидејќи се работи за вашите студенти. Да. Значи, одливот на лекари е нешто што се случува интензивно во последниве 7-8 години од Македонија, не само на лекари кои што се веќе лекари, туку и на дипломирани студенти кои што толку добиле лиценца да бидат лекар, на медицински сестри, акушери и друг голем број здравствени работници. Значи, буквално, како што кажувате, со земањето на лиценцата, веќе тие имаат договор со некоја агенција која што ги носи надвор. Она што јас сакам да го кажам е дека досега во Македонија бев долго време одсутен, некои 9 години сум назад во Македонија, пред тоа ги знаам ситуациите, дека сите и претходно и сега и во иднина само декларативно зборуваат дека имаме одлив на лекари, ова ќе го направиме да ни се задржат тука, тоа ќе го направиме. Гледате дека ништо не е направено. Тоа е реалноста. Јас не очекувам дека ќе се смени нешто во блиска иднина, а тоа значи наредниве 20 години. Ако сега се почни со реформи, тие реформи ќе бидат за 2050-2060 година. Во моментов, може би некој се уште мисли дека не е дојде на точката од која што нема враќање, јас ќе ви кажам дека е премината. Зошто? Затоа што имате 2000 лиценцирани лекари кои што заминале во Европска унија да работат во последните 3 години. Некој ни ги кажува тие податоци. Имате повеќе од 3000 медицински персонал кој што заминал или надвор или е во приватните болници. На крајот се сведува што да направиме. Многу едноставна работата. Дајте им услови и дајте им достоинствени плати. Ако ти за некој лекар кој што има огромна одговорност во себе, за животот на другите се работи, му даваш плата 500 евра, која е неговата мотивација тој кога не може со таа плата основните потреби во едно општество да си ги задоволи? А има потенцијал, него патриотизмот нема да го храни. И да го храни 3 месеца нема. Точно така. Овие можности што ги нуди сега Европската унија, масовно ќе се искористуваат од сите наши студенти, од сите наши лекари, се додека некој реално не дојде и не каже ова мора да запре. Ова ќе бидат реформите, имплементација веднаш за да спасиме наредни 20 години. До 2040 верувајте дека е изгубено сето. Најдобрите се заминати или во приватните клиники или се надвор. Ние барем имаме база со која што контактираме тие што се надвор и ги знаеме кои се и каде се. Значи ова буквално почнуваме ние веќе да правиме двојазични тестови за испити, ама на македонски и на германски. Така, така. Професоре, една мала пауза за реклами велат од режијата и веднаш се враќаме со последниот сет на прашање. Поштовани гледачи, така е кај нас во телевизијата. Само маличка пауза. Се враќаме во вториот дел со професорот и деканот на медицинскиот факултет во Штип, Робин Голабовски. Професоре, една од императивите на медицинските науки во светот денес е се поголемо стручнување или по-тесна специализација од една страна и втора страна се поголема автоматизација или доведување до нова технологија која овозможува од диагностика па до сите други постапки при лечењето. Вие се содрувате со двата проблема. Едното е се поголем број на професори ви требаат, второ, таквата технологија чини многу. Што вашиот универзитет, вашиот факултет на тој план прави? Во тој дел, тој е делот, значи во надлежност на Министерството за здравство, ние сме под надлежност на Министерството за образование, ние го имаме образовниот дел само карактер, меѓутоа ја ги гледам сите тие потреби и гледам каде ќе се развива понатаму и образованието и дејноста здравствена која што е тесно поврзана со образованието што ние го нудиме. Значи имате клиники сега во кои што 70% од хируршките зафати, операциите ги вршат роботи. Имавме ние пред 3 години можност да одиме на Ломоносов, факултетот медицинскиот во Москва, тие каде што имаат одредени операции целосно роботизирани. Меѓутоа, верувајте дека ниту еден робот не може да го препознае, ниту еден систем
она што може искусен лекар да го препознае. Роботот е само машина, системот е тој во кој што ти му даваш податоци и врз основа на тие податоци тој носи некоја дијагностика. Меѓутоа, лекарот е тој што има непосреден контакт со пациентот и знае што може да биде различно од оваа статистика што си му ведал на системот. Што може да го збуни роботот, а не може да го збуни. Роботот не може да донесе одлука, само доктор. Така да во секоја ситуација, значи предоминантно понатаму ќе биде дијагностичкиот третман и одлуките ќе бидат на луѓе, нема да бидат повеќе ексклузивно на роботи. На роботите ќе биде оставено само техничкиот дел, завршниот дел, затоа што тие не можат грешка да направат. Так, како стоите вие на универзитетот со тој технолошкиот дел, лабораторискиот дел? Во она што ние го имаме, во тој дел образовниот, пак ќе кажам, имаме услови со кои што можеме да се гордееме. Имаме лаборатории предклинички за генетика, за молекуларна биологија, целосно опремени за хемија, исто така за биохемија, имаме за хистологија лаборатории микроскопски, имаме инструментација, ние сме интегриран универзитет со кое што на светско ниво можеме да се гордееме. Во областа на денталната медицина ние имаме најсовремен центар стоматолошки во Европа, кој што е опремен со 10 столици, со рентгени, со сали посебни, со 10 фантоми на кои што во предклиниката вежбаат студентите и кој што центар, ние настојуваме да биде центар за цел Штип, во кој што студентите ќе работат нормално под надлежност на и супервизија на специјализанти, доктори што ги имаме кај нас, а сите услуги ќе бидат бесплатни за цел Штип. Простите, велите вака, граѓаните од Штип ќе можат на вашиот факултет да си ги поправаат забите и она останато што е третно, така? Сето тоа ќе го прават бесплатно, сето тоа е во насока нашите студенти да вежбаат, да имаат пракса, да можат утре да излезат квалификувани, затоа што универзитетот е огромен, сите тие трошоци се минимални за него, а општествената одговорност е огромна и спрема градот и спрема државата. Она што го имаме од фармацијата е исто, за секоја почет имаме системи кои што се малтене најсовремени. Она што го имаме како кадар, можам да ви кажам, можете да ги проверите кои се, значи клиничари, стручњаци, светски признати стручњаци, а ние во областа на науката, на нашиот факултет ги имаме двајца од 10 најцитирани научници во Македонија. Дарко Бошнаковски и Рубин Главовски. Професоре, мене ми беше често едниот од нив седи овде поред мене и разговараме за теми кои не се секојаш од областа на образованието, ама моја задача е македонските интелектуалци, често пати знам да кажем, има 4000 универзитетски професори, мора да го кажат своето мислење во областа каде што тие знаат. И реков и самиот, нали, и вие се сложите дека постои се поголема обштествена специализација. Општото знаење на хоризонтални политичари во Европа одамна е заминато, затоа се тие успешни општества. Јас си благодарам што бевте дел од моја емисија. Она што им го пренесовте на идните ваши студенти, се надевам дека ги заинтригира, а она што јас сватив дека ви го гарантирате, тоа е дека ќе можат да научат да бидат добри доктори. Останатото останува од нив и од општеството. Благодарам и на вас, само на крај да потенцирам дека откако сум јас доеден декан, мојот основен императив е вистинска автономија на универзитетот, односно на факултетот, во кој што управувањето јас го дадов на студентите. Студентите самите организираат акции, покажуваат општествена одговорност. Можевте да видите пред еден месец во Штип со донации, без ниту еден денар, собствени средства, организираат воркшопови, организираат летни школи, организираат светски конгреси. Јас ги оставив целосно сами ние професорите, за да го стекнат искуството, за да ја осетат оваа автономија како своја. Тоа е она што не разликува и после завршетокот на мојот мандат, на мојот наследник ќе му кажам да продолжи во иста насока. Се надевам дека ве послуша. Благодарам. Да, се надевам. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со професор Главовски, а прашањата за новиот закон за високо образование ќе ги оставам за ректорот, бидејќи така е и правилото, нели? Подосна за мислењата на професорите, секако ќе се погрижиме низ емисија на Ирис телевизија. Благодарам за вниманието.
Audio Jungle.